Сега, има за се публика, значи некој сака да го види, некој не го интересира тоа, значи се е тоа работа на чувството на личен предизвик, интерес, љубопитност или пак решение како ќе се потроши собственото време. Ја знаеш што вика, многу са мали. Кам да ги гледам. Јасмина? Da u lepoti i zdravlju postoji taj krug tema vezanih za seks i partnerske odnose i jesu jedno od najčitanijih. Imamo konkretno podatke sa portala gde je opet slična struktura publike, gde možemo brojčano da vidimo da ljudi to prate, a dok su nekada pre 10-ak i možda i kusur godina takve teme u magazinu stvarno izazivale brojne burne reakcije, u današnje vreme već prosto nekako malo toga je ostalo nepokriveno i o malo stvari se nije pisalo, ali opet se nađe uvek neka čitateljka koja će se zahvaliti na nekom tekstu ili reći da prosto nije imala ili ju je bilo sramota ili jednostavno je bilo lakše da pročita i sazna to iz magazina nego da se raspituje lično negde, tako da te teme i dalje planiramo i nastavljamo da obrađamo. Добро, вие ги обработувате од еден едукативен аспект, па затоа тоа е нешто сосема поинако. Не е злоупотреба на сексот како тема, што би рекла Елена. Милјана, вие романот 50 нюанси сиво како ви се чини или не знаете? Со оглед на тоа што повеќе и читав и критика и знаејќи ја сета содржина како и почнало мотото да дојде до ова, како блогериската направила све за да се биде интересна со тој, да не кажем садо-мазо секс, што го представува, а како филмот да би се прикажувал, велат критичарите, во повеќе на нив и се согласувам, во некое друго време, на добра времена, тоа ќе било преседан. А сега е планетарен успех, како и книгата ја надминала популярноста на Хари Потер. И се објаснува во едно ново време, неолиберализам, во кој што сепак жената тука е во робовласничко положба, затоа што со неја некоја сваќаат како главниот јунак да има направено не љубов, него договор како банка со клиент. И ајде сега удри. И тоа е тоа. Нека надминат огромни рекорди на читаност и VIP нова колумна на Лейла Сабит и белешките на Лайла Грейс и Излог и сето она што го пишува Сани на веб страницата на Вечер, како и во изданието, печатеното издание на Вечер. Елена Пренџова со секоја нова поетска книга и се ова досега. Да не ги заборавиме уредничките, исписанијата Теа модерна и убавена и здравје и секако за Мирјана ќе се погрижам посебно јас во мојата програма. Ви благодарам многу.